Прототип на Pixel Watch 5 пронајден во океан. Необично откритие. Прототип од предстојниот паметен часовник Pixel Watch 5 на Google е пронајден на дното на Атлантскиот океан, во близина на островот Сент Мартин. Веста на социјалната мрежа X ја сподели Ренди Пичфорд, коосновач на Gearbox Software. Дизајн и отпорност. врз основа на фотографиите, уредот изгледа идентично како претходните модели. Часовникот се уште покажувал време пред да се испразни, благодарение на IP68 заштитата од вода и прашина која му помогнала да преживее под вода. Сензори и функции. Ознаките на задната страна откриваат напредни карактеристики: сензор за срцев ритам, пулсен сензор и следење на температурата на кожата. Заклучок: иако Google се уште не се огласил, ова бизарно протекување информации потврдува дека новиот модел носи врвни перформанси под хаубата, но без големи визуелни промени во дизајнот. Google во борба против комарците. Барање за дозвола. Технолошкиот гигант Google побара од американската влада дозвола за ослободување до 32 милиони стерилизирани комарци во Калифорнија и Флорида во период од 2 години. Одлуката на Агенцијата за заштита на животната средина се чека по јавната расправа која трае до 5 јуни. Како функционира методот? Преку програмата Debug, компанијата одгледува машки комарци инфицирани со природната бактерија Wolbachia. При парење со диви женки, нивните јајца не се изведуваат, со што популацијата природно се намалува. Машките комарци не касаат и не пренесуваат болести. Технологија и успех во Сингапур. Проектот, преземен од здравствениот сектор на компанијата Alphabet, користи вештачка интелигенција за прецизно одвојување на мажјаците. Оваа метода во Сингапур веќе го намали бројот на комарци за 80 до 90%, а случаите на денга треска паднаа за над 70%. Заклучок: како поефикасна алтернатива на токсичните пестициди, Google ја користи својата технолошка експертиза за сузбивање на опасните инсекти кои пренесуваат смртоносни болести на глобално ниво. Генерацијата Z ги отфрла меурчињата. Пат на газираните пијалаци. По долгогодишна доминација, газираните пијалаци и селцерите излегуваат од мода. Потрошувачите се соочуваат со замор од меурчиња, што отвора простор за негазираните, односно мирните, пијалаци. Нов избор на младите. Главен двигател на овој тренд е генерацијата Z. Тие предпочитаат ладни чаеви, готови коктели и функционални велнес напитоци. Во алкохолниот сегмент, готовите коктели бележат раст од над 40%, каде што предводи брендот Surfside базиран на водка и чај. Здравие и амбалажа. Негазираните опции кај брендови како Celsius се барани бидејќи не предизвикуваат надуеност и делуваат поприродно. Интересно е што овие нови мирни пијалаци почесто се пакуваат во лименки, со што се менуваат традиционалните навики во индустријата. Заклучок: иако газираните пијалаци нема целосно да исчезнат, пазарот влегува во нова фаза каде што меурчињата го губат приматот пред функционалноста и полесниот вкус. Стенфорд најде лек за обнова на рскавицата. Проблем и откритие. Во САД околу 53 милиони луѓе страдаат од артритис. Научниците од Универзитетот Стенфорд открија инјекција која ја обновува остарената рскавица, таргетирајќи ја директно причината за остеоартритис. Како делува третманот? Тимот предводен од докторите Хелен Блау и Ниди Бутани користи молекула која го блокира протеинот на старење. Кај глувци ова довело до зголемена мускулна маса, а на човечко ткиво од операции предизвикало драматична регенерација на рскавицата. Иднина и клинички тестови. Оваа метода го спречува артритисот дури и по повреди. Орална верзија на лекот веќе се наоѓа во фаза на клинички испитувања како иден глобален ресурс против мускулна слабост. Заклучок: откривањето на овој инхибитор носи револуција во медицината, нудејќи го првиот вистински лек за регенерација на ткивото кај возрастните луѓе.